малото станче кое беше под кирија долги години живееа живот кој не беше добар за семејството Георгиевски. Старите ѕидови се кршеа, покривот пропаѓаше и студот не беше само надвор, тој живееше внатре со нив, во секоја соба, во секоја насмевка што се обидуваше да преживее. Под кирија 20 години татко ми и мајка ми беа разведени. Откој можам да кажам, нели поради тие имотно-правни односи, го губи станот. Свекрва имаше многу долгови, на брзи кредити, извршители. Дојде, закаснувавме со кирија, струјата веќе ни се собра нови сметки, почнува деца ко деца си барат, да имат дома за јадење. Најпрво, кога почнав да работам, возев такси, после тоа ми се отвори можност да возам комби или помал камион во Швајцарија. Ние сме овдека под кирија, мајка ми ги подмирува трошоците за киријата и нешто што ја останува од платата, нели ќе купи за јадење. Во повеќе наврати братучет ни има донесено, да не претерам, овие 4 месеци, мислам дека 90% од храната што ни ја носи он, преживуваме од него. Ѓоко, таткото, ја носеше целата тежина на својот грб. Болеста постепено го ограничуваше, го одзема способноста да се грижи за своето семејство, да го води својот дом и да биде столб на своите деца. Најтешкото беше да ги гледам моиве како страдаат, а јас ништо не можев да направам, рече тој со тивок, тежок глас што носеше години грижа и страв. Преку ноќ се деси да го изгубам окото и од тогаш животот ми е многу тежок. Дознав кога Ѓоко ми се јави на мобилен и ми каже дека веќе не гледа. Тој период беше тежок, ама моравме се бориме. Се што имавме дома, што ни вредеше, го дадовме за да го спасиме него. Во меѓувреме, со погрешна терапија, од болница дадена, Ѓоко почнал ранево самите очи да се проширува и да се создава поголеми. Дамјан, најстариот син, сега е второ деление, можам да кажам дека за негови години ја сака математиката. Пробуваме да решаваме задачи, меѓутоа јас не можам да видам ништо е напишано, ниту да му помогнам, ниту што се вика да повежбаме, да му напишам некоја реченица за или да ја прочитам. Јас бев на ендокринологија, бидејќи сум диабетичар, таму седев 10 дена, морав да платам таму, лекови морав да купувам. Ја морам да се борам за тие деца, да ги обезбедам со дом. И покрај тоа што оперирана, морав да ги носам во школа, да не изостануваат од училиште. Христина, неговата сопруга, е пример за мајчинска и брачна посветеност. Додека Ѓоко беше 1 месец под грижа на лекарите од клиниката за очни болести, таа работеше и се грижеше за децата, држејќи го семејството исправено. Куќата веќе беше готова. Топол дом, сигурен, чист, исполнет со љубов. Секој прозорец, секоја тула, секоја боја беше символ на ново поглавје. Секој детал беше поставен со мисла за иднината на ова семејство, за нивните деца и за нивната заедничка среќа. И децата конечно ќе растат во свет што е исполнет со љубов и сигурност. Христина ќе го има мирот што долго време го немаше почувствувано. Во
Во тек на градбата не снајде со што малку се забави постапката за куќата, со што требаше материјал да се обезбеди, пак се пуште донација се собира, со што не можевме да постигнеме све сами да покриваме. Го купивме в ДК плацот, направивме плоча, дојде од Alp Production, ни го направи овој дом, која донација. Имавме мали потешкоти околу струјата, околу завршување на работите, но сега тргна во тек е градбата. За некое време би требало и да се заврши домот. Голема благодарност до емисијата Срце на Дланка, до iCrowd фондацијата, која многу ни помогна. Моментално е во градба и се надеваме дека до нова година се би било готово. Во меѓувреме јас се вработив во маркет сум, продавачка и нормално си течат работите како што треба. Куќата веќе во завршна фаза, што треба се постава гипс картон, зидовите се онади кошулица и нормално се опремува се што треба. Куински елементи, кревети, све што може да состои во еден дом. Имаме помош од општината, каде многу од документацијата ни помогна. Градоначалникот Борче, со што имаше и некои документи кои требаше да ги чекаме извесен период, но сето тоа е средено благодарение на него. Сега чекаме приклучок за вода, за канализација и чекаме приклучок од Евана за ново броило. Имавме помош од општината, каде што имавме мајстори за струјата, за електриката, за монтажа на електрошемата во објектот. Ѓоко, додека гледаше како куќата се гради и како семејството се држи заедно, почна да ги чувствува првите мали знаци на надеж. Само да можам повторно да бидам човек, да ги чувам децата и да ја поддржувам Христина. Тоа ми е се, рече тој со решителен глас. Ѓоко ќе има шанса да го врати животот кој долго време го чекаше. Мене сега ме чекува операција во февруар месец, каде ќе правам кератопластика во државна болница, на клиниката за очни болести. Моментално за мојот вид се грижи докторот Кристијан Дума и персоналот на очната клиника. Исто така и сопругот заврше во болница на ендокринологија, бевме спремни све за операција, но излезе да мора да заврши на ендокринологија. Сега операција има во февруари, во средината на февруари. Мене моментално во вторникот ми е констатирано 98% слепило. Со надеж на таа операција, како што викаат докторите, барем да би гледал 50 до 60%, јас би почнал повторна работа. Но ова не е само приказна за дом. Ова е приказна за семејство. За љубов што не се предава. За храброст што се покажува во секој ден, во секоја насмевка, во секоја солза. За мајка што носи се на своите рамена. За татко што се бори и никогаш не се предава. Домот го замислувам, не барам нешто да биде луксузно, сакам да биде скромно, едноставно. Ова е дневната соба, имаме две соби, од кои едната спална и едната детска соба, гардеробер, ходник и купатела, што е за 5-члено семејство основен простор за живење. Нивната со кујна замислувам нормално со гарнитура, телевизор, комодичка, не сакам многу голема, да би така средна, заради тоа што има и простор. Исто така кон терасата, влезната врата, кујната нормално фрижидер, куински елементи, шпоре, значи тие работи. Тоа што можеме најнеопходно што ни е во моментот, за да може да се функционира. Исто така и струјата веќе поставена, што треба да дојде од Евана да ја приклучиме. Исто така и водата, цевките ни се поставени, со што мора и тоа да се реши.
После тоа имаме во детската соба кај што ни растасуваат 3 кревети, нормално за деца, шкафчиња, еден настазичка или теписон детски, во гардероберот нормално гардеробер, во спалната соба исто така ни растасува една спална и тоа. Во купатилото, значи, моментално имаме само една перална што ни е подарил Алфи Техноцентар. Ни растасува бойлер, WC шолја, казанче, садомијалник со гледалце, тие најнеопходни работи. Напред пред куќата во дворот ќе имам тревник, детско катче, стаза која ќе ме води до патот и позади нешто така имам оставено ситно за требало нешто да се засади, да се направи гаража, да се направи такви работи. Имаме веќе неколку врсти на дрвца купено, од кои веќе чекаат да се засадат овдека, но тоа ќе биде за многу скоро време. А семејството Георгиевски ќе го отвори својот нов дом. Тоа е момент на надеж, на обновување, на живот што се враќа. Не ми помогнавте само со куќа, ми дадовте сила да верувам дека повторно ќе гледам, повторно ќе живеам, повторно ќе се грижам за моето семејство, рече Ѓоко со очи полни со благодарност. Да, испадна проблеми сега во ноември месец кога требаше јас да бидам на операција. Заглавив на клиниката за ендокринологија, бидејќи имав висок шеќер и лоша крвна слика, со тоа ми одложи операцијата за во средината на февруар месец. И со тоа мислам дека ќе ми биде потешко уште овие неколку месеци. Но со оглед на помошта на хуманите луѓе, на iCrowd, на емисијата со срце на дланка, мислам дека ќе го надминеме ова. Кога луѓето ќе се обединат со срце, можат да создадат чудо. Ова е чудото на Георгиевски, светлина која ќе ги следи секогаш без разлика на болката, без разлика на предизвиците. И во секоја насмевка, во секој чекор на нивните деца, во секој миг на Христина и Ѓоко, живее таа светлина. Светлина што кажува дека љубовта, храброста и упорноста се посилни од се. Ова е нивната приказна. И тоа е приказна што ќе трае долго после тоа што го гледаме на телевизија. И покрај тоа што светот е неверојатно технолошки развиен, а човекот стапна дури на месечината, сепак постои народ кој живее во куќа без прозорци. Постои свет кој за топла постела и мирис на вистински доми не знае. Постојат деца кои се уште вкусна храна не пробале, па секој ден се принудени да јадат попара од топла вода, леп и шеќер. А најстрашно е со тие деца, со тоа семејство. Го делиме истото небо, истото сонце. Со тие невини луѓе го дишиме истиот воздух. Тоа е семејството на Добре Лазаровски од целото градиште Куманово. Добре има 58 години, а брчки и стресови за плюс 100 повеќе. Ова семејство живее во една руинирана соба во која нема ниту прозорец, ниту место каде да се завртиш, а сепак принудени се тука и да функционираат и да спијат. Многу години живееле без струја, а се уште и без вода. Вода за пиење обезбедуваат од бунарот кој е неколку километри оддалечен од куќата, а за бањање и перење од водата дождовница која собираат во буре кога ќе заврне. Децата трпат глад на училиште, а уште поголема мизерија во куќата што е нивни дом. Често велат и повраќаат кога се враќаат дома од тоа што родителите немаат да им дадат сендвич или пари да си купат нешто. Но сепак, скромни, мирни и со надеж замислуваат по убав живот и имаат визија дека и тие некогаш ќе бидат како другите. 10 години немамо деца. После ни даде Господ. Родини се прво Ивана, после Анđела и овие, после Јован и Велика и Јована исто. Сега имате 5 деца? 5 деца, да. И велите тоа е богатството? Да, тоа е богатство. Тоа е богатството. Децата е богатство. И пара е богатство, али и децата. Али без пари па не може човек, нема живот. Нема без пара куде ќе појде човек, ако немаш пари у џеп,
Не можеш ништо ни да купиш, ни да отидеш негде. Кога немаме да јадеме, немаме да пишуваме, немаме облека. Колку да преживу за работу некој динар. Ево се колку за децата да па ето да и донесу храна да на децата, кад има јадемо, кад не легнемо си такој. Се што да право, јутре па истото. Работу по некоја дневница, тако откачи, закачи некој дан, те колку за лебац да и донесу. Puno putevi u školu kako dođu bez jedinje idat. Dođat od 12 sat, doma si jadat, nemaš da ponesat na školu, svi nosat. Svaki put nemaš da, nekad ima, nekad nema, kad kako. Kad imat nosat, kad nema. Нема как да легне, се стискам. Таму 2, овдека 3, таму 3 спиеме, стискаме се. Електрично немам, фриждер не работи, телевизор немам, ништо. Не да работи нито телевизор? Ништо, па сега дека не, овие се стари, оние на онаков немам, си купам, интернет немам, ништо. Дојде некад си големи се скараме се за јадење. Дојде увек мамуша прво тој те прашува. А не те вре дали имаш, дали немаш. Некад има компири, дробиме и јадо. Па лепче и шеќер. Па здроби лепче, вруќа вода и шеќер. Лепеве puno puti леп на рибанка, па зетин и шеќер. Сок некад кад ќе нема, увек без сок, на вечер мали деца на цуцло. Сок нема, па вода и шеќер. Увек, сваки вечер. Сок нема, откаде вода и шеќер. Тешко ми е, како не, на кој родител не му е тешко, например, гледам ги децата, стражи, а ја немам, нервози само. Тоа е. Па во една соба пишуваме домашно, спиеме и се друго. Имам мерак, например, да направам куќа, да бидно ја домакин, да убава куќа, кад ќе дојде некој стварно, да оноди. Па ето сум благодарен и на вас, ево, во куќа вас што не сум верувал дека ќе се изгради, се изгради, дека ќе тргнеме напред, моите деца и моето семејство. Ево, вода извадивме. Денес се подобри животот. На мене и на мојата фамилија се подобри животот. Ево, изградивме куќа, фала луѓите што ми помогнаа, хумани. Фала, ево, и на овие луѓе што бушат вода, фала и на овие у припрема куќата што машинистите, фала и на свите. Многу сум благодарен и среќан. Фала и на луѓите хумани што са ми помогнале. На сви се захвалују. Има луѓе што са ми помогнале од Скопје, од Берово, од цела Македонија. Фала и на свите. Веројатно и од странство. Има, да, и од странство. Фала и на сви се благодару. Захвалују и се луѓе што са ми помогнале. Имам волја за живот, имам, значи, радосен сум. Радосен сум и ми се свиѓа. Добро е. Не сам верувал, викам, нема ништо да бидне, али сек сам верувам дека има хумани луѓе што помагаат. И храна има, облека има, и куќата се изгради, хумани луѓе што се помогнале. Благодару се на свите. Компјутери, облека, храна, све што треба. Телефони за децата? Да, и телефони, точкови, ево, тракторчево, Ова е за децата. За децата. Детски соби. Детските соби. Кој ќе спие тука? Па тој Анđела и Одредивте? Ивана. Да, Анđела и Ивана ќе си спие тука. Да, како не сум задоволен сум. Задоволен сум.
Ова е веројатно бањата, купатилото. Да, купатило. Ето е. Тоа е. До сега немавте купатило? Не сме имале какво купатило. Ја би препорачал на сите кои имат макиите да си ги кажат да се пријават на Срце на дланка, ради има помош, ево мене ми помогна, има доста хумани луѓе што може да се смени животот на луѓето. Јас сум захвален пуно и би препорачал на сите да се пријават. И ова на ново све нов живот. Куќа нова, све ново. Супер. Има јадење, има храна, има смештај, има све. Све на убаво, на боље. Што вие ќе им препорачате на сите оние кои што живеат тешко во моментов? Па, да се пријават на вашата телевизија и дека ќе успеат. И све најбо. Фала и на свите од све срце. Многу сум благодарна. Па, весели, радосни, задоволни све се свите. Имаше многу донации, потоа почна да градат куќа. Ни даде компјутер. Сега, каква е куќата? Убава, средена, чиста. Што добивте конкретно, нели, после емитувањето на Срце на дланка? Телефони, компјутери, Што ви донесе од облака? јакни, мајци, блузи. Јовица Петровиќ е роден во Владичин хан, има 51 година. Од мал е останат без семејство, не можејќи да се снајде во родното место, па среќата си ја бара во Македонија. И ја наоѓа. Ја запознава сопругата Виолета, која иако е лице со ментална попреченост, ќе ја прифати како животен сопатник. Таа ќе му роди 2 деца, заедно ќе поминат многу. Ќе изградат куќа во штипско село Козјак, ќе ги образуваат децата, но се додека болести не почнат да ги напаѓаат и двајцата. Во домот немаат буквално ништо, ниту столче каде да се седне. Се што внеле име помош од соседите, немаат ниту машина за перење што во моментов им е најнеопходно. Им требаат и други апарати за домаќинство, но приоритет им е храната, зашто има денови кога остануваат и без леп. Малиот Јован е принуден со солзи да оди секој ден на училиште и да се моли другарчињата да му дадат јадење за да го издржи денот. Му фалат и училишни материјали, му позајмуваат другарчињата, ке рече тој, за да не заостанува во учењето. Па мајка ми е болна, нема кој да прави јадење. Татко ми е болен, брат ми е на работа, оде работе, гледа за нас. Болна е од рак и не може да нас дачи деде толкова. А што ти е најтешко? Кога гледа мајка ми болна и татко ми. Кој гледам не се мачат. Те татко ми се маче за нас. Мали сум и децата, ама што да правам? Немам излаз нигде. Те у тој живеем. У една соба там и ова соба овде. Немам. Те тој шпоре и оно чури. Дрвено. Ама што да правам? Те виш какво е од njega се. Немам ништо. Немам купатило. Немам перална. Немам ништо. Ни електрично. Немам ништо. Немам ништо динар од нас. Немаме. Ги сабалјат иде јадам, вика тато, каже ми искарам 5 динара, каже пари, каже да купимо, каже куца, каже да си купам храна. Ама они ми викат немаме. Понекогаш одам, некој ме викне, помагам, даде ми некој динар, купам си храна. Криво ми е, гледам други како работат, а ја не могу да работим на мој детето. Да ги прушим. Криво ми е.
Ако те бидам среќен, ко татко ми е болен, мајка ми е болна. Они двајцата се грижа за нас. Ама сега они паднаа болни и толку. Сега нема кој да се грижи. Благодарени на луѓето на Кумбавнос, помогнаваме те Далибор и на njega исто џамови нови, врата, унутра све ми средија. Сите што су ми помогли, многу ги фала. Благодарим сите. Сега имам еден живот, што могу да живим с моите деца тука. И јас се многу радуем. Овој живот не сум го имал никад. Благодарени на ваша екипа и до ваша телевизија, што сте ми помогли. Јас сум многу задоволен, многу радостен. Јас се благодарим на сите луѓе што су ми помогли крај света. Јас сум многу радостен и ги многу фала. Желим ги Господе ќе даде среќа повише. Колку су пружили на мене, Господе ќе ги пружи повише и на нима. Јас сум многу благодарен. Унутра ќе улегнете, медел, све, кревети, медел, висечи, маса, столови, све. Што највише што ми беше потребно, то ми Господ од народ даде. Епа, фала му многу на батко ми Далибор што направи се у куќата. Па, те маса, те текво, којна, висеќа и помокна маса, столови, маса и лентричината. Доби телефон, доби компјутер, кога сретија куќата, многу беше среќен. Да ти кажам прво благодарение на народ, што су ми помогли, тоа е за мене велика одмена. Не га мислим дали е дете гладно на школа, не, има храна од Битола, има што су ми донели и имам, не могу да забравам како се, од Гевгелија су ми луѓе пратили намештај тука каде комшија го стави, или немам место каде да ставим сада. И парична помош су ми дали, имаше на сметка на парите, имаше све. Па со тие пари нешто и што ми фалеше на мене у куќа, употреби ги тие пари за куќата, за струја, за вода. Благодарение имаше еден доктор од градо и он слушнал за мои проблеми за ногата и на мене вика сутра, каже, че можеш да дојдеш ти кажу градо, ја те чекам таму. Ојдеме таму, каде докторка онака погледа на мене вика, ово е тромб. Одма ми инекција поручија и благодарение до нима. Сега ми е нога малку подобра, дека може, нека помага. Ако имам суtradan и ја ќе да помогнам. Јас знам прво какав сам ја био, па помогничу ја и на други. Кои су толку загрожени, нек се пријаве. Кој може од народ ќе ги помогне. Ево, ја ќе се уклучим колку могу ја понатам здравје Господ, ја ќе да помогнам. Јер јас знам по мене како сум био немогучен. Желим сите да будат сретни као ја. И мојата прва парохија, мојата прва служба, да кажеме, во името на Бога беше во Мирковачко-Бањанската парохија, тоест во Скопска Црна Гора. Потоа бев во Зрениковската парохија, Горно Лисиче и веќе 18 години сум во Драчево. Имате помогнато доста и тоа не само на територијата на Скопје, туку низ целава земја. Па да, значи самата хуманитарна организација делува во цела Македонија. Реши се да нема град во Македонија каде што нема некое семејство кое што прима некаква помош од хуманитарната организација Свети Спас, меѓутоа силом прилика, што викаат нели луѓето, бевме надвор од Македонија, чинам дека беше 2 пати да помогнеме. Првиот пат беше во
Албанија, земјотресот во Драч 2019 година. Беше во ноември месец. Да, крајот на ноември. И минатата година бевме 2 пати во Турција, нели со катастрофалниот земјотрес кој што за жал зема и многу животи, каде што исто така се обидовме на некој начин да им помогнеме со оноку нормално колку што можеме. Тоа беше 2023 февруари. Да, минатата година. Она кое што јас можам да го кажам е дека обслужувате над 200-300 семејства во моментов, кои што се ваши како штетеници на кои што им снабдувате храна. Овака, значи самата организација моментално има 2 акции, да ги наречеме, нели? Првата е помош со пакети во храни и во хигиенски средства, а втората е црковна народната кујна која што по Божја промисла и помош, нели, топол оброк, функционира нешто повеќе од 2 години. Црковна народната кујна моментално готви 210 оброци дневно, 6 дена во неделата, недела нормално дека нели кујната одмара. Меѓутоа дополнително низ цела Македонија праќаме и дел од Скопје, нели делиме месечно нешто над 240 пакети со цел нели да им се помогне самите тие да се изготват храна, заради тоа што во тие населени места, да кажеме во Скопје, моментално се уште немаме отворено пункт за поделба на топол оброк, тоест на готвена храна. Се надевам дека многу брзо ќе отвориме дополнителни пунктови во сите делови на град Скопје, а понатака со Божја помош и нормално со помош на народот, се надевам дека ќе отвориме и цела Македонија за да можеме да помогнеме максимум што можеме. Тоа ние како хуманитарна организација се обидуваме на секој можен начин да им помогнеме за вработување. Една од главните цели на хуманитарната организација не е да им помогне само со храна, туку да ги вработи. Досега имаме многу такви среќни приказни каде што сме им помагале на луѓе нели извесен период, па сме успеале да ги вработиме или пак тие самите се вработиле. Преку координација со компании? Претежно да. Претежно да. Има доста компании кои што фала му на Бога, нели, кога имаат потреба од работници, ни се јавуваат, ние нели предлагаме неколку луѓе идат на интервју и потоа тие одбираат нели кој е најкомпетентен нормално за таа работа. Од почетокот на хуманитарната организација до ден денешен тоа го следиме, дури едно од правилата кое што го има самата хуманитарна организација, дека наш штитеник кој што прима помош смее да одбие максимум 2 пати вработување, доколку одбие третиот пат автоматски се исклучува од програмата. Зошто? Заради тоа што целта на хуманитарната организација е да им помогне на тие луѓе да застанат на носи. Нели? Тоест да се осамостојат, да се вработат и самостојно нормално да си живеат. Затоа што ниту една организација, мислам во светот, не може да помага цел живот на некое семејство. Така и ние не можеме. Меѓутоа се трудиме максимум што можеме да им помогнеме да дојдат до вработување. Нормално дека имаме и многу неработоспособни луѓе на кои што нормално дека нема да им понудиме вработување заради тоа што нели не можат воопшто да работат. Да одговорат на задачата. Да, така што да има семејства кои што некои семејства кои што се подолго во организацијата заради тоа што се неработоспособни, меѓутоа оние кои што се работоспособни, кои што можат да работат, се обидуваме што е можно поскоро во најбрз можен рок да им најдеме вработување. Самата организација за да прими некого во програмата за континуирана помош, збориме за континуирана помош, бара од семејството да извади документи дека навистина се социјален случај, затоа што може секој да дојде да каже мене ми треба помош, нели, меѓутоа треба тоа и да го докаже. Барем јас тоа така го разбирам. Затоа што сме имале случаеви во црковна народната кујна и во програмата каде што луѓе кои што имале средства сепак барале помош. И токму заради тоа, значи, она што ние го бараме е потврда од Управа за јавни приходи за возрастните, да видиме дали воопшто имаат примања, нели? И потврда од Центар за социјални работи, тие два документи ни се најважни за да докажат нели дека се корисници на социјална помош или ако сте неработоспособни, тогаш нели документација дека се неработоспособни. Проектот во Градец беше проект на хуманитарната организација Умиление. Ние како хуманитарна организација се вклучивме за да помогнеме колку што можеме, заради тоа што ние со Умиление ќе кажам дека сме сестрински организации, целта ни е иста со претседателката Рената, која што ја почитувам како своја родена сестра. Мислам дека е една од најпрекрасните личности и човек со огромно срце кој што навистина сака да помогне. Значи искрена е буквално за све. И токму тоа
ние го цениме. Самата организација досега за овие 9 години постоење има изградено 3 куќи од темел. Првата куќа беше во куќата што изгоре во Кучкарево, тоа е едно село помеѓу Куманово и Свети Николе. Втората куќа беше куќата што изгоре во Нов Истевник во Делчевско, нели за време на пожарите, за жал пред неколку години. И третиот беше случај кој што и вие го знаете, каде што направивме дограба на 40 квадрати во село Бунаджик кај самохраната мајка со 4 деца, кај Јулијана, да. Реновирани имаме многу, не знам дека се на 35 сигурно, 36, 37 нависна веќе не ги ни паметам. Меѓутоа, откако скокна цената на градежниот материјал и нели ги снема и месторите, да кажеме, за градба, речи си го сопревме тој проект за реновирање и изградба од проста причина што не можеме да постигнеме. Така што сега моментов самата организација се ориентира на храна, на хигиенски средства, по некогаш кога некој семејство ќе побара по куќнина или облека, нормално дека веднаш се вклучуваме, нели како што беше сега случајот во Волково. Во Волково, да. Каде што нели им беше потребна бела техника и инвертер кој што фала му на Бога и благодарение на народот успеавме да го обезбедиме буквално за 12 часа, нели све што им беше потребно. Се надевам дека некојаш нели ќе имаме доволно за да одговориме веднаш буквално на сите, а во исто време се надевам дека и нема да има потреба. Дај Боже, тоа би рекла, дај Боже да нема толку социјални случаи. Организации, нели, целосно да згаснат сите до една и сите да живееме, нели, во еден прекрасен свет каде што ќе нема ниту гладни, ниту боси, ниту голи, ниту пак болни. Запознаени сте со случајот на Стојан Куцав од Волково, кој што на 23 октомври го изгуби својот дом. Верувам дека и таму сте вклучен и да, значи отидовме. Во изградбата ќе помагат. Отидовме, видовме, веднаш реагиравме со објава на нашата комунитарна организација. Фалам на Бога луѓето, самите луѓе, нашата најголема сила, веднаш реагира, имаше многу споделувања. После неколку дена кога се слушнавме со Стојан, мислам дека ми спомна сума од околу 15.000 евра, дека веќе се собрани. Да, веќе и поголема, меѓутоа зборам за неколку дена после објавата. Така што повторно ќе се заблагодарам на сите и ќе ги поттикнам, нели, ќе апелирам да продолжат да помагаат на сите случаи, заради тоа што ако ние не си помагаме еден на друг, за жал, нели, ќе нема кој, затоа што не знаеме, утре можеби и нас ќе ни притреба помош, и ако и ние веќе не сме помогнале, тоа со кој образ ние пак ќе побараме. Така е, тоа го констатираме со сите гости што ете се тука во студиото на Хотел Имак, дека денеска сме можеби горе, утре доле животот е тркало и треба да бидеме хумани и емпатични за да утре и нас ни се помогне. Како држава, колку што сум запознат, една од најсиромашните држави во Европа, нели би требало да ги поттикнеме фирмите да донираат што е можно повеќе, нели, на кај самите хуманитарни организации. Тоа можеме да го поттикнеме само со тоа што ќе ги ослободиме од данокот, нели, за донацијата кои што тие ја дале на хуманитарните организации. Не да ги оданачуваме дополнително. Така што самата влада ќе мора да направи напори како ќе ги поттикне фирмите да се вклучат во помагањето. Не збориме за помагањето на хуманитарната организација Свети Спас, затоа што не е единствената во Македонија, нели? Постојат многу. Значи во било која организација за таа храна да стигне онаму каде што треба, но и самата фирма да добие известни олеснувања, нели, како поттик не само да продолжи, туку да ја зголеми својата донација кон луѓето на кои што таа им е потребна. Нема организација што сме одбиле да се видиме, да се сретнеме или пак ако дојде до тоа да потпишеме меморандум за соработка, нели. Така да кажеме, сега не знам дали смеам да спомнам организации, меѓутоа сметам дека нема со маркетингот да има никакви проблеми. Ние имаме одлична соработка со невладината организација Љубезност, со кој што соработуваме буквално. Не гостуваше господинот Тони. Значи, ние соработуваме одлично во сите можни полиња. Многу често кога ни се потребни донации, они ни помагаат, или пак они кога имаат потреба донации, ние им помагаме и таа соработка која што имаме, да, значи е прекрасна, можам да кажам. Исто така соработуваме со Адра.
Исто, значи, прекрасни луѓе кои што навистина се трудат да помогнат. Ние сакаме да соработуваме. Ние сакаме да си помагаме едни на други. Пред малце споменавме, нели, ако не дадеш помош, нема утре ќе не можеш ни да бараш. Ние секогаш даваме помош на сите оние кои што сакаат вистински да помагаат. И секогаш сме соработували и ќе продолжиме да соработуваме. Со Легис, значи исто имавме одлична соработка со многу организации. Јас досега немам слушнато за организација која што направила злоупотреба и се надевам дека тоа така ќе остане, дека навистина сите ќе помагаат онака како што треба да помагаат и дека целта им е да помогнат со искрена и нелицемерна љубов на луѓето. Знаете, има една анегдота приказна, како да кажеме, за стапчињата, нели, за браќата, таткото им дал едно стапче, вели, ајде скрши го, кршат. Меѓутоа, ако им дал 5 стапчиња, не може да го скршат. Нели, значи, заедно сме посилни. Така што ако имавме една иницијатива со Тони од Љубезно, со Ванче од Адра, со Рената од Умиленија за создавање асоциација. Сакавме да ја продлабочиме нашата соработка и верувам дека тоа ќе го направиме, нема да застанеме. Се надевам дека и самата држава, самите институции ќе се вклучат малце повеќе во помагањето, ако не можат сами, тогаш тоа нека го направат преку хуманитарните организации или преку невладините организации, без разлика, нели, како тие ќе решат, но важното што е? Важното е целта која што имаме да ја постигнеме, а тоа е да им помогнеме на сите и да дојдеме до оној ден кога повеќе нема да има гладни во нашата држава и воопшто во светот.